Почитувани гледачи, добро вечер, добродојавте во најновото издание на Проверитас, платформа посветена на борба за вистината. Во ова вечерно издание на ова наша ваша емисија, за нашиот гостин можам да кажам многу работи, дури можеби пола емисија ќе ми помине, но ќе кажам само дел. По едукација дипломиран актер, но по определување пасиониран рокер. Со познатата меморија испиша македонската музичка историја и се уште не престанува тоа да го прави. Исто така е познат како музичник во музичко-касетната продукција на МРТ, каде што е заслужен за првите дискографски изданија на некои од денеска легендарни македонски изведувачи и групи, но и најзначајните музички изданија во тој период се издадени на македонските фолк легенди, и тоа представува една историја која што го зачува звукот во Македонија. Исто така, сестран спортист, велосипедист, гимнастичар, каjakar, маратонец, мајстор по џиу-џицу, горд беломорец, човек со своји ставови и принципи, човек без влакна на јазикот. Драги пријатели, добро вечер за Петар Георгиевски Камиказе. Добре деде. Добро те најдов. Ова е само дел од работите кои што вака успеав да ги кажам за тебе во воведот. Има уште еден куп многу работи. Како успеа, Перо, се тоа да го направиш во 64-5 години живот? Сполајмо... Импозантно би рекол вака. 65. 65. Сполајмо на Бога. Без Бог ништо од ова немаше да биде возможно. Повеќе пати сум заминувал до оваа земна ситуација и повеќе пати сум се враќал, бидејќи навистина имам еден импозантен живот исполнет и јас де факто во животот сум немал време да се жалам на Бога за тоа дека нешто не ми дал или дека нешто не сум успеал да направам од тоа што го сакам. Но моите желби секогаш биле скромни и биле поврзани со тоа што јас сум можел да го направам, никогаш не сум одел надвор од моите можности. Ама сепак моите можности биле големи. Ова нека биде една порака до сите оние млади гледачи кои што не гледаат како една перспектива што може се да направат во животот, нели? Отворени се перспективите за сите. Сите имаме ние подеднакви шанси во животот. Бог е во секој од нас, интуицијата е гласот на Бога во нас. И доколку се ја слушате собствената интуиција и вашите желби бидат во склад со вашите можности, се ќе биде така возможно. Кога говориме за слушање, ајде да почнеме прво со слушањето на музика, на сето она што представува можеби една историја на една генерација, вклучително и мојата, која што растела со групата Меморија, која што е нели една од најпопуларните групи, историски групи во Македонија, но покрај тоа што те познаваат како фронтмен на Меморија. Во градот се говори дека Перо е човекот кој што, Петар е човекот кој што е еден можеби од основоположниците на македонскиот панк. Се говори дека нели во почетоците на твоите музички нели збиднувања со групи си почнал со една панк група која што во тој период Тоа е една многу интересна приказна. Се случуваше во времето во Заечар. Ние со нашата група Нова генерација, која тоа време свиреше џез-рок. Леписо свиреше џез-рок, ден за ден. Гитаријадата во Заечар. Гитаријадата во Заечар, ден за ден свиреа џез-рок, сите свиреа џез-рок. И ние свиревме џез-рок. Така, да бидеме модерни. Да, и Билјана Платно белеше од Бработка, тогаш имавме направено, отидовме, освоивме прво место од публика. И мене ме поканија да бидам гостин во радиото на Радио Белград, прва програма на Вече уз радио кај Никола Караклајич. За моја среќа или несреќа, значи другите двајца гости беа Горан Бреговиќ и Бора Чорба. Dream Team. Да, Dream Team тие има Бора Чорба се раздели тогаш од Балашевиќ и ја имаше лутка со насловне стране. Рани мраз, така? Рани мраз се викаше бендот. Тој ја промовираше лутка со насловне стране, а Бреговиќ го промовираше својот трет албум, а ја не им дадов шанса збор да кажат. На лош српско-хрватски јазик. Така. И Караклајич беше одушевен од тоа како јас кажувам дека ние многу вежбаме, а овој са Бреговиќ многу мудро ме слушаше цело време. И вика, могу да те частим едно пиво у Шуматовац. Извинете се вака на дигресијата на српски, како бе. Наместо мене да ми биде част, да. Разбираш се, ја свртев, ајбе нема проблем, ќе седнам со тебе. И он сега ќе ми извините, ама ќе го цитирам дословно како ми кажа. Вика, мали, музика не е дизање тегова. Музика е мисал
и пауза. Ја улем, што збори ово е, бе? Пиемо таа кригла на пиво у Шуматовац и вика, немој бе да свираш джез рок, тоа ови раде најболje. Лепи сол, ради панк. Ја го гледам, јас пази 7-8 сата свириш, вежбаш ко мајон, панк треба да малце друга енергија, не позната во тој момент за мене. Некој тип као брега ти вика, И сега викам, ама тој секогаш гледал малце потаму. И ден денес. И ништо, правевме муеве, 300 бора некои заткулисни заебанци ми направи. Си ги примив као дете од 16 години, тие веќе беа многу повозрасни од мене. Се враќам со возот назад во Скопје, патувајќи со воз во тие, тогаш беше мислам дека 7-8 сата од Скопје до Белград. Со воз викам, абе овие може да има право, бе, што збори, ама кај ќе најдем ја такви луѓе у Скопје? И сосема случајно, тотално надвор од сите приказни доаѓаат кај мене, тогаш Гзла и Крле. Гзла е починат веќе, а Крле вика ние решивме да правиме панк бенд. Видете сега каква е таа судбинска ситуација. Значи никогаш Гзла сум го знаел, другар ми бил бидејќи заедно со него и со Милчо Манчевски, кога доаѓаше Тито у Скопје не затвараа дека чудно излеавме. Пошто јас бев фарбан плав. Не сум го знаел. Да, па тој од Лондон кога се вратив изгубив година во гимназија и тоа е времето кога почнавме да свириме панк. Така. И од тамо имавме некакви познавања. Иначе Милчо Манчевски беше prvак на првенец на Орце Николов и председател на младина на Орце Николов гимназијата. Една од ја не сум бил во таа ситуација, но спортиста. Јас сум носел многу медали, пехари и дипломи на школата, ама не сум бил најдобар ученик. Сем по македонски, ликовно, физичко и музичко. Па некој учи, некој да е во школа, тоа е разликата, нели? Некако вика некој. Дури една година изгубив во гимназија. Така, затоа што се такмичев со мотори со крос на Вардар, скршив 2 ребра и за мотори да ги збориме подоцна. Добро. Страшна пасија кај тебе, да, се види, овие сите други работи што случуваа во мојот живот се попатни. Единствено верен сум останал на моторот од 6 години до ден денеска. Така. Значи јас тоа го викам најубавата швалерка што сум имал, која ти е моторот. Така, дали швалерката некогаш ти изневерила моторот? Дали си паднал од него, неколку не пати ти сум поработил, паднал, сум нели? полетал, ама тоа е логично во еден толкав долг, тоа речи така речи 59 години веќе, другата година 60 години како сум качен на Јас на тие две тркала. имам респект према тие луѓе што возат мотори, јас не сум моторче, имам поголем дел од моето семејство и знам што представува една пасија кај човек кој Ќе се вратиме пак на панкот, да ти кажам се околу моторот кога почна. Знаете, еве сега се вратив од Норвешка, од Лилехамер. Да, гледав слики, заедно бевте со Ленин, Да, и со Јохан. и Јохан, да, и Сонја. Да, и со сите овие од нашиот клуб Букефол. Букефол е најтрофеен Така сега клуб. клубот? Ау, Да, браво. и тој е 90, тој клуб не е формиран во времето кога стана букефализација на Македонија, него е формиран 84-та година. 84-та Букефол. Да, значи Браво. Значи Браво. тоа е нешто Можеш што поблиску малку ние микрофонот. Да, тоа е нешто што ние јас го наследив и сега сум претседател на тој клубот од други луѓе. 84-та година. Да. Значи Браво. Пред времето. многу а кажи ми песната на меморија Среќна нова што пее 89-та година. Ау, да, значи Напиени не забораваме, името не го даваме. името не го даваме. 89-та година. 89-та. Предвестник на демократијата, меморија и Столе Попов со тетовирање. Така беше тие две работи. Што сум дигал рука во вторник? Вторник, да. Извини, зборувавме за моторот, зошто е тоа така. Ставаш кацига на тебе и до наредната бензинска пумпа 2,5 сати си сам со себе во кацигата. Им простуваш на сите што сакале да ти направат. Добро, сам со себе, нели си лошо друштво? Нема, Не мислиш на убави или лоши работи, на што мислиш? Цело време кога си со кацигата горе, вниманието ти е на многу високо ниво, бидејќи цело време си. Тоа е, знаеш како? Тоа е као рутер кога си, а тоа е Бог и таа космичка енергија, тоа е големиот рутер у кој ти уствари возиш по агендата која он ти ја поставил, како таква. Имаш доволно време да им простиш на сите што ти направиле нешто што не требало да ти прават, да се радуваш на се што те радувало во овие години и тие работи да те мотивираат да дојдеш до наредната бензинска пумпа и едноставно нема мобилен телефон.
И за големо чудо оваа година мојот мобилен телефон настрада на првите 100 метра од тргање за Лилехамер и јас по прв пат во историјата 14 дена бев без мобилен телефон. Затоа делуваш вака. Таква благодет. Мислам, керка ми, пошто кога го поправиле телефонот, го запалила и тато вика го стави во фијека, го се ти не си нормален човече, 100 души од 8 саат са вајле те бараат. Да, не престанале да И звонат. не и тетка керка ми го изјаснила телефон, го фрила у фијока и го заклучила. Така. Да не му текне од тресење да излезе надвор. Ама добро, ете гледаш добро искуство 14 дена без И со мобилен, години така. и- Значи за некој километар, за некои 2000 километра доаѓам до милионот во мојата Браво. историска. Бевте сега на Северната капија колку што гледав, нели? Се движи од Лилехамер на група отиде нагоре, нели? Вака, јас имам отидено Што на беше тоа? Нордкап, ја имам отидено на Нордкап 2016 година. А оваа година на Нордкап се одвоја од нас Јохан и Сонја Трчуговски. Да. Требаше и Ленин, но Ленин имаше некаква мала сообраќајка и се врати со нас. За Значи настапувате како македонци од Македонија, со македонска филм, бележја, со се. филм рели, па не знам, виде самиот. Виде со знамето и со што све тамо ние. Зашто пази една работа. Тамо кога стигнавме, секогаш држите говор. И сега ќе кажам малце македонски што им кажав. Прво ви викам, ви благодарам на тоа што одлично сте го организирале ова рели, бидејќи ние од Македонија ви донесовме сонце. Овдека во Лилехамер обично врне дошт. Нашиот символ, сонцето, го донесовме специјално за вас и овој 4 дена ќе ви грее сонце, кога ќе си одиме повторно ќе имате дошт. Браво. Браво. И на крај заврши we will love you, we will rock you. Браво. We will rock you, браво. Така, отприлика беше тоа и имавме најголем аплауз. Бевме земја со најмногу километри извозени, значи најдолгата релација извозивме, добивме уште една награда за најброен клуб од Балкан. И Добро, тешко е на 65 години да водиш тукави дестинации. појма немам тоа како 65 години, кога бев помлад, беше приказна, види го овој старе готов е 65 години, а ти на 65 години одиш скоро до Северен пол, возиш Па мотор. ја денеска Браво. 70 километра извозев точек, бев до Јагуновци и назад. Браво. И испатно отидов да доделам награди на ова европско првенство, кој се случува, кој за мене дури ми беше малце непријатно за некои работи што ги чув тамо со таксито и со разноразни работи, а никој скоро и не знае дека се случува еден од најголемите настани во понова Македонија, но ја не би критикувал, бидејќи сега денеска се договоривме јас и ти, Зубави дека ќе работи, говориме збори. само за убави работи. Така, одлично. Кога сме кај убавите работи, ајде да се вратиме малце на панкот. Добро. Како почна? Не би кажавме која е екипа, кои се луѓето? Да, и сега ќе шетаме вака мотор Да, панк ова, Ако имаме муавет. Да, и тука е и Бата Панкер и правиме прва средба, се облекуваме така, одиме во Белград, тоаш беше центар Белград, за сите збиднувања, Пеца Поповиќ, Петар Јањатовиќ слушаат и викаат ово е мајсторе, топ. И вика концерт дом омладине, концерт ликовна академија, концерт вамо таму и ние 3-4 свирки направивме во 2 вечери во Белград и тоа беше примерно, како да ти кажам, шокантно за Србија. Значи, први панкери, Со панк да настапиш да... значи први панкери ние имавме 4 песни. Ако тоа може да се наречат песни, тоа на ништо не личеше. Али колку поише нешто не личи на ништо, толку поише паѓа у несвес у тоа време. Зашто тоа така беше, јас појма немам. Јас сум рок-н-ролаш панкот никога не го сватив. Никош. Не, ја го сватив Тешко ми одеше некога, не знам. на Sex Pistols, И тоа тие страшно експлора, работа. ги имам слушано, ама... Клеш, Вибраторс, Странглерс, многу работи. Али ајде да се вратиме на оваа ситуација. Ние свиревме во Скопје на сајмиште и на Крле му текна да ги покрстуваме сите оние што сакаат панк. И он Како да застана... ги покрстувате? Се ги покрстувавме, ама на панк начин. Фактички купи 4 големи туби со талк за коса. Аха. И секој што сакаше, Крле му тураше од озгора талк. И преку 500-600 луѓе им тури талк да коса, меѓу другите имавме и ние горе. И во четвртата песма, која се викаше Дете на 20-тиот век, вика, а сега сите главите да се тресат. И се створи наместо дим машина, се створи голем облак. Талк машина.
талк машина во целиот простор и тогаш беа, не знам, тетка Ана дојдени од каде беа и неколку бендови и викаат па ви сте луди човече, о супер радите. Право како ви Ја му текнало. викам добро е, супер и после тој успех, значи свириме во Белград неколку концерти, свириме во Декане, викаат на некакви телевизиски емисии, и тука настана проблемот. Тука почнува, сега многу кратко, во времето се одеше кај Јаковче на Плескавици, таму доаѓа Гане Тодоровски, Петар Му Андреевски, што ја знам, Душко Родев, сите овие големиве наши писатели, бидејќи тука единствено работеше на железничка станица после 12 Метропол, еден што правеше најбољи плескавици и на гајба можеше да пиеш многу ладно пиво. Црвени плескавици на времето, така беа, црвените. Да, ма он убаво ги печеше со црвен пипер. Ја да мацаш. Да, Топ. и милина. И пошто јас и тогаш малце бев поише по спортот, ама таа година во гимназија изгубив ради ова болницава со Джиджи Миджи и тука панкот се да доврза на целата работа, супер, ми дојде цела година да имам што да правам глупости. Они двајца се договорија дека ќе останат подолго и викам добро, јас си бегам, ај чао и пешки си отидов до Карпош. Они да ти отидат на водно да се допијат, ама сериозно. За жал гзла е починат и да се степаат како ќе ги делиме парите. Ама тепање Здраво. здраво, со шипка едниот угла, другиот боксо и така. Немало кој да ги раздели. Размени на многу удари. Среќа на нивна што ја не сум бил, бидејќи тогаш веќе бев дошта школуван во борилачките, не само џуџицу, џудо, бокс и така натаму. Спортот и тоа ќе беше нокаут за двајцата, за да ги смирам. Среќа што не бев таму и после тоа гзла кажа види ние со Крле малце имам го гледам кој те тепаше човече, Крле вика со шипка му удри и така натаму. Леле. И така баш на панкерски начин се растури Бендот. првиот панк бенд Фол јазик во тогашна Ама 100% панкери биле. Сте биле и во однесување, и во музика. Ама не, ние живеевме заедно 6 месеца. Браво. Подрумски живот. Значи 6 Панкерски месеца баш. панкерски баш со сите нишани. Тука сега спориме со еден македонец кој навистина ми е тужно, тажно да говорам, кој вика дека пикеншка патка се пред нас, не е точно. Ние свиревме во март во Белград, а пикеншка патка свиреа во мај. Тоа значи 2 месеца после нас. Арно ама, они имале наводно некој настап во Књажевац пред нас и тоа како го зима како нешто за Почеток на панкот во Југославија. почетокот на панкот во Југославија, ама он заборава дека за да ние стигнеме да свириме во Белград, треба некогаш да вежбаме. И официјалниот датум на постоење на тој панк состав е 77 година, 12 октомври. А ние свиревме прв пат во март. А пикеншка патка свиреше во Књажевац на 12 февруар. Сега, Пред фактите боговите молчат, нема тука што. значи мораш да се спремиш за нешто да направиш. И тој е денот на формирање на нашиот состав, а пикеншка патка се формирани во декември, значи 2 месеца после нас, и имале шанса да имаат прв настап месец и пол, 2 пред нас. Али тоа и на крајот од денот и уопште не е важно. Значи, панкрти и било кој друг што после тоа излегол, значи дали се Лачни Франци или било кој, е се после македонскиот панк бенд Фол јазик. Да, кога сме кај македонски бендови, ајде да ја раскажеме малку приказната за меморија. Зошто го говорам ова? Значи, меморија, како ја доживуваме ние? Ја доживуваме луѓе кои што слушаат нели рок музика, луѓе кои што сакаат убава македонска музика. Меѓутоа не препознава меморија граница на луѓе кои што ја слушаат. Зошто ти го говорам ова? Многу пати ми се има случено на свадба. Буквално оган со звездите да чујам, така да почне свадбата буквално. Тангото да го играат на младенците да почне со меморија. Тоа е некоја несудена химна на Македонија, не знам како да ја крстам, појма немам. Таа јас ја имам напишано на 16 години. Текстот, музиката е направена подоцна. И сега неколку пати кажав и повторно ќе повторам. Тоа е све Божја волја, не е тоа, ние сме само емитерите на процесорот што праќа од озгора кому што да прави во овој живот. Така. На 16 години во 3:10 Савајле е напишано Оган под звездите. Браво. Цел текст од А до Ш, без ни една измена. Кажи ми прво приказната за меморија. Како се собравте, како направивте меморија? А после ќе говориме и за Оган под звездите.
би сакал за неа да одвоиме неколку минути заради тоа што убаво викаш неформална химна на сите нас кои што Ќе те растевме со вратам вас. назад прво за ова, па ќе ти кажам за меморија, значи у Мало и во Карпуш 3 кај што имаше многу деца од дојдени од Ташкент, од Одеса, од било каде у тоа време. И јас од Топанско поле сум, кај мене Поце, нели? Да. Комшија ми беше. Да, Поци имаше најмногу плочи иначе у тоа време, Да, не да, у Топана, него било каде од сите и знае за музика повеќе од многу луѓе. Мислам дека ќе се такмичи со Драган Костича кога ги викнеш во емисија. И Симе не е лош. Кој Симе Југото не е лош. Помлад ама знам, добар е. ама не може со овие двајца. Да, Ова добри е се, овие се супер тешка, да. Ова е супер тешка категорија во тој дел. Меморија е настаната како проект театарски. Значи, Бранко Ставрев, сосема случајно, бидејќи јас бев глумец, а бев многу добар другар и пријател со Ристо Шишков, кој во тоа време ја играше својата последна улога во Кај Иванови, представата на Бранко Ставрев, а бидејќи јас редовно го посетував другите одеа во драмски театар, ама ја оде во МНТ тогашен. Имаше бифе и јас со Ристо Шишков сум и емотивно и пријателски де факто дури до последните часови од неговиот живот бев со него во воена болница, почина од цироза на јетра. Да, знам, куќен пријател не беше со мојот дедо Дружешет, мојот дедо беше шеф на оркестар на операта. Да. Па Гоцвига се знае така да. Да, и не викна да правиме музика за една оперета и вика имам син ми свири гитара, ако сакаш ти да дојдеш да им помогнеш како поискусен, вика заедно имаат еден дечко Дејан вика од Франција, од Германија е дојден, има дома некаква опрема кај нас во аеродром. Ја отидов, ги упознав момците, супер се друживме и за 2 недели направивме оперета. Која за жал, ради немање доволно средства, никогаш Чочосан, Жолта фантазија, никогаш не се изведе, не дојде до премиера, ама дојде до спојување на меморија. Како дојдовме до името Меморија, на сајзерот на Дејан Миновски, пишуваше мемори, значи да ги упамти деловите од Баквото, и Дејан викам, да се крстевме Меморија, јас сакав да ти го кажам истото, и така настана името Меморија. Значи нема никаква друга, некој него на сајзерот на Дејан пишуваше Меморија. По известно време синот на Бранко Ставрев замина за Мексико, останавме јас и Дејан и решивме да направиме класична рок постава. Се придружува Антонио Димитриевски, сега твој колега нели има свој подкаст и е новинар со години успешен. Беше гостин овде. Да. И многу емисија направивме. Да, и после тоа ни се придружува Ринго, кој е еден од најстарите и најдобри гитаристи во тоа време за рок н рол во Македонија. И Зоран Илич, кој за жал почина и е оригиналниот пејач која отпеа Нена, Лето и ти и Моја ли си 84 и 85 година, за жал починат. Еден човек кој остави траен белек врз македонската музика, бидејќи токму неговиот глас отиде низ сите бивши југословенски простори, бидејќи Нена беше прва измеѓу 6 и 12 недели од Љубљана па се до Скопје на сите можни државни и приватни, малку што ги имаше горе радиостаници, значи со недели на македонски јазик. Ако се знае дека југословенската музичка сцена, без оглед што беше во еден таков систем, важеше за една од најквалитетните во светот, говореа во тој период дека југословенската музичка сцена е една вака од најквалитетните, ова се разбира дека е многу голем успех. Сега тој период, види, тогаш джинови имаше нели во македонската музика, да. Чорба, Прљаво казалиште, Корни група, да не ги бројам сите. Сега тогаш јас добив шанса да направиме албум и ме викна Шкарица. Шкарица у тоа време беше у музикава као да те викнал Тревор Хорн на разговор, од прилика во светски рамки. Кој не знае Тревор Хорн, тој е еден најдобрите продуценти во светот. Босот. Па Ѓуран Ѓуран, да не набројам што све он има изработено. И со многу кантри пејачи. Да, и отидов таму, јас тогаш имав некаде, значи 84 година, 22-3 години. И вика супер ово пролази. И сега вие ќе снимате албум за Југотон, бирај студио кај сакаш да снимаш, дали во Југотон во Загреб, дали кај вас во М2, бидејќи да ви кажеме на работа. Ние никога се знаеле ние што се ценим. Ние ги имавме најдобрите 3 студија во бивша Југославија. М2 беа најдобрите 3 студија во бивша Југославија. Да повторам уште една сакате?
Тоа што ние ги уништивме, тоа е Дугмен или Липет Свату? Кај Липет снима? Свату, не е само Липет Свату, него сега дечко од Франција го превзема и сите филмски музики се снимаа во Скопје во М2. Така поима не знам и дека имавте еден Да. неверојатен мајстор на занаето за да ми се Таше, и Милка Герасимовска, Таше. Милка со Pink Floyd има Значи, работено. Таше, значи Таше е гецот, па после тоа Брацо, неверојатен тонец, па Џо, кој ден денеска работи, тој високиот Исмаил, да. Значи Светле, Џорж, изворедни тон мајстори, изворедни луѓе. Што се должи тоа на дека сме талентиран народ, ние македонците? Па ние сме талентирани, Сме ама талентирани во секој ние случај. ние никогаш, знаеш, еве и последно време. Ние сите луѓето ги труеме со отрови. Ние толку радост имаме, толку убави настани се случуваат во нас и околу нас, а цело време сме оптеретени кој кого убил, кој кого излажал, кој не знам што направил. Ајде да го споменеме, знаеме. Македон. Дете кој тепа по сите олимпијади во математика. Ова пред неколку дена тројца македонци на светско првенство во математика зема прво и второ место. Читав. Теквондо олимпијади. Дарио Ивановски олимпијада. Да не зборуваме за успехот на кикбоксерите во светски рамки, Тоа каде што одлично излегуваат со македонски знамења и тепаат сек дека што ќе стигнат. Да не зборуваме за тоа дека професорот Сашко Кедев ги скачи сите 14 највисоки врвови над 8000 метра. Многу ми е драго што сум учествувал со една капка во почетокот на неговата Сакам тоа да го планинарска, раскажеш за Сашко. Како почна Сашко така? Да, планинарска кариера. Па тука има една друга. Сакаш Сашко Кедев или да продолжи да зборувам? Продолжи да збориме за Сашко, ќе се вратиме. Значи Симон Трпчевски кој секаде кај што стигна говори Македонија, за Македонија. Игор Друловски. Прекрасен човек. Се согласувам. Значи имаме многу Никола Коџобашија кој работи и живее Женава што ја во Лондон. измести инекцијата за диабетичари, како се викаше. Така е. Така се македонци, не? Значи, имаме ние многу со што да се гордее, ама ние тие сите луѓе некако не само што не им даваме значење, се зезаат овие од мои пријатели што живеат по Лондон, по Америка, Пиро, да не е кај тебе закачено, немаше да знаеме ни за Македон, ни за ова, ни за она, знаеш, фала ти многу вика што си главен информатор вика за успесите во Македонија. Добро, Перо, на што се должи тоа? Заборавме да се радуваме, апатијата не го направи во последно време, ова што се случи околу нас. Што не направи вакви да бидеме? Не сме ние такви македонци, да сме, нели? Денеска на доделување на наградите еден мал дечко од Шведска ми каже дека сме многу пријатен народ, дека сме многу восприемчиви, само сме малку неорганизирани, си скира под смење, дете од 16 години, Да. каже на еден од 65. Не сте организирани, Али вика сите сте многу љубезни, сите сте вика скоро сите знаете англиски што е во нашата држава, вика несватливо вика. И многу сум радосен што сум тука без разлика што е температурата неверојатно лоша вика за спорт. Јас сум научен да најмногу трчам до 22 степена вика, а денеска ќе вас е дупло од мојата земја. Да. И они тука, нели, правевме доста муабет. Јас доделував награда денеска со норвешкиот председател на МОК, со мислам дека беше од ова најмалава земја. Лихтенштајн. Андора така. И уште една Турција, значи со нив доделував заедно награди. Председателите на олимписките комитети. Да, со председателите на олимписките комитети. Треба нашиот МОЦ, Македонски олимписки комитет, повеќе да работи на рекламирање, само промовирање, бидејќи еве за овој настан, искрено повеќе од тебе дознав сега во емисијава, отколку од Македонскиот олимписки комитет. Можеш да замислиш колку мене денеска ми беше криво на празниот стадион. Да. Можеш да замислиш мене кој цел живот го посветив на спорт и музика. Така. Колку мене денеска ми беше пред празен стадион. Па таму десно имаше некои, што знам, 100 луѓе кои беа норвежани, финци, данци, поима немам што све не. И кога ги доделував наградите, пошто кажаа дека сум и музичари, спортистови, и баш кога ги доделував наградите, раритетна ситуација. Колку сме ние големи. Јас доделив денеска награда на Грк кој освои трето место во трчање. Така. Службено не го откажав јас настапот. Да. Да, не го откажа службено, да. Значи, не беше коректно на финалето, стварно што го направи. Сакам да ти објаснам. Што е тоа дете
Да, криво виновен. за односот на некој од неговата држава према нашата држава. Ама ако го направиш... Само човек кој не го има оспознаено својот идентитет може да се понаша грубо, лошо и без врска кон некој друг. Тоа е абсурд комплетен. Спортот, музиката ги обединува луѓето. И ние треба многу да работиме на тоа да го пошто пазите во индивидуалните спортови не се инвестираат многу, не требаат големи инвестиции, а резултатите се навистина огромни. И се најдобри амбасадори на државата, спортистите. Најефтина реклама за државата тие спортистите. Да, и спортистите и музичарите. Да. Значи, во секој случај, Симон Трпчевски, со години му се продадени картите. Еве, да се вратиме на глумата. Јас работев во Суботичкиот театар 5 години, играв по цел свет. Ама ќе кажем повторно убав збор за колега. Никола Ристановски игра во Белград, Да, картите се. во Суботица глумеше, така? Јас во Суботица 5 Со години Радој Шербеджија, со таа компанија? Љуба Тадич, со Криво Капич, со Сонја Савич, И овде Ана кога да ти Костовска. дава споредни логи сакаат и да... Не. Јас те памтам Трствија Скопје ти ја гледано. Не, овдека кога дојдов во театар, директорот на театарот, Господ да го прости, ми кажа дека ќе треба 2 години да статирам за да си го научам македонскиот јазик, а јас 600 представи одиграни во цел свет. И доре тогаш, тоа е времето Иванови, кај Иванови, последните денови на нормални на Ристо Шишков пред да отиде во болница. Слегувам доле максимално изнервиран. И му викам, Ристо, ова идиотов не ме примие. И Ристо вика, коновар, тој имамо, флаша водка, мали овчасти. Ја го гледам, зашо? Овдека виреат само подпросечни и просечни. Види мене шо ми историја. Браво. Бегај од тука и денеска да си го славиш како роген ден денот, кога не те примиле на работа во Македонскиот театар. Види го, Ристо, браво. Каква величината човека, фалал нека. Ја олеа, вака, викам, јас сега вратен назад, знаеш, сопруга, едно дете родено, видиш друго каков дете кураж ти на дава пат. со 2 реченици, човек. Не знам кај, знаеш, не знам кај да фатам. Да. Знаеш, сум живеел 5 години по цел свет, одеднаш треба да формираш семејство, знаеш, А немаш ништо. Немаш ништо, гол, партал. Да. И ама среќа тогаш нели Јане кој Џобашија на сосема случајна средба 2-3 дена после тоа како Бог ги реди работите, ме повика да бидам уредник во Македонска радио телевизија на заводна редакција. Јас се чудев како сега глумец со толку представи на место да дадам голем придонес во македонската театарска уметност. И отидов во сосема друг правец. Значи, со нашето доаѓање во Македонска радио телевизија или тогаш на радио телевизија Скопје со Јане Коџубашија, Мате Груевски, значи таткото на Да, на Важи. на Баже Баже, Груевски да. и со Ристо кој беше во сериозна музика, ние потпишавме во забавната музика 156 изданија, 58 во народната, во која јас имам удел во сите оние 11 кај што се Сариевски, Бадев, Васка и сите направивме дигитализација, али тоа е благодарение на тоа што Јане Коџубашија и мојот старосва Димитар Масевски сериозно стисна кај генералниот директор. Тројцата му кажавме дека ќе дадеме оставка ако не ги дигитализираме овие работи, а без нас тројца тешко понатаму ќе продолжија многу работи. Во 99 вочена состојба таму продукциски. Да, ама оставени ние ја дигнавме куќата буквално како Феникс, го возобновивме Скопскиот фестивал, Ревискиот оркестар го возобновивме, камерен оркестар направивме, хор направивме, милиарди изданија потпишавме, у рок-н-ролот во субкултурата, студиото, го вративме комплетно, цел Ревиски оркестар. Така. Ама и тоа Значи, работа јас на бев национална куќа, не може после известно време, да не ги говорим, јас сум добитник на 5 годишни награди на Македонска радио телевизија, што е не само реткост, него можеби единствен, во 5 различити политички номенклатури, а никогаш не сум бил дел од нивните политички партии, ама работев така како што мислам, додека Гордана Стошич, господе, прости, не ми истакна како технолошки вишок, како заместник помошник генерален директор за програма. Не, одај да Бидејќи го направи помпеја прости. Немам ништо против жената, мене ми го направи еден исто. Ми истекло времето, бидејќи ме многу искрен на состаноци. Да. Некои работи, јас обично не преќутувам, бидејќи знам која е мојата тежина и вредност. Што мислиш, тоа ти е доблест или мана? Види сега. Еве ќе ти кажам зашто е доблест. Во
Но ќе се вратиме, ај пред да ти кажам што е тоа доблес да кажам за кој колега сакам да ти кажам. Значи ти кажав за глумецов нашиов што за кој 2 години однапред се продадени за Хасанагиница Хасанагиница, да. картите. Значи тој е македонски глумец. Тето е геец. Много браво. Значи сакам да ви кажам, Тоа Хасанагиница. ние сме не само таа, он е тамо многу голем Никола Ристановски. За Никола Ристановски се работи, голем глумец. И ние треба да се гордееме. Ние знаеме за Никола Ристановски, е многу тивок, он не е како мене галамџија, повлечен и едноставно како што и Викедев by the way. Нели? Но јас никогаш не штедам зборови за сите успеси на нашите големи македонски бардови. Тоше што почина. Секој збор му беше во Македонија. Јас не познавам ни едно друго име и ни една друга држава по друго име, сем Македонија. Да. Сите великани на Македонија, сем некои сатрапи кои Бог ги доприл и им дал огромен талент и можно да црпат од неизмерната македонска фолклорна ризница, што ја наречем предадува е лош збор, што ги купија со сребреници, Уште полош од предавањето. што ги купија со сребреници да кажат можеби нешто што не го мислат, а ако го мислат, секоја чест. Тогаш јас тогаш го мислам. извини, Имаше на твоја реакција многу на место во однос на еден пејач кој што изведе на рап песна која што беше одвратна и прв пат ја чув, да ти кажам искрено, кога ти изреагира. Претходно немав ни слушнато таа песна, не знам како изгледа. И кога ја чув устата. Така одвратно делува човече. Па ја обично кај мене на профил се тие работи многу интересни, нели ја имам доста там следбеници, нели како немам вакви усти, не сум не сум силиконизиран. Не правам селфи, али пишувам понекад интересни работи за читање и Ова беше буквално како татко на син, со прстот. Седи мирен, што збориш, се парафразирам. да, абе, срамота. Ама бе дете тоа беше, Абе, што правиш? седи мадро да не носиш модро. Модро, баш така, баш така. Добро, се виде дека вака лично те погоди таа приказна и со право, и јас би реагирал така. Заради Сите тоа што... приказни што се поврзани со неправдите кон Македонија мене лично ми погаѓаат. Јас сум наследник на името на стрiko ми Петре, кој беше командант на војна област во Егејска Македонија и е запален со напал бомбите, првите напал бомби фрлени врз Егејска Македонија. Во времето кога точно неговите ја добија војната, се случи граѓанската војна во Грција, он дојде и ги префрли татко ми кој беше дел од исто тоа политбиро, но беше многу помлад, и со баба ми и со другите ги врати во Македонија во Преспа, он се врати бидејќи не сакал да ги остави своите војници, да ги предаде во наводници своите војници. Маркос ги вика на состанок сите команданти, нивниот најголем командант на ДАК, на Демократската армија на Грција, и во село Соровиќ 176 војни највисокиот ешалон на војската во Егејска Македонија беше спален до темел. Ние од стрико ми немаме парче кошула. Само прашина, даст. Јас го носам неговото име и немам намера за ништо на светот да го изневерам и него и мојата фамилија. Па поготово после она се што се има случено на нашите беломорци од тој дел на Македонија и иначе дедо ми и треба вака да се однесуваат сите. Прадедо ми Ѓорги му исечена главата бидејќи беше поп и насред село беше ставена главата како приказ дека не се да се псалва на нашки. Но ете, пак ти си голем човек, те гледаш да делуваш награда на Грква, му тамо го немаш ти персонално проблемот со грчкиот народ и со грчката политика. Тоа дете нема врска со тоа. Ние ги персонализираме работите. Јас имам еден куп бугари другари. Ние се караме. Бараме еден аргумент, нема аргумент. Они само ќе викат како ќе улезете во Европска унија. Ми гајле му како јас знам кои сум, ти не знаеш кои си. Да, после тоа пак ќе си пиеме, ќе си јадеме, ќе се караме, ќе вливаме, пак ќе бидеме пријатели. Нема врска тоа. Значи, ако ти знаеш кој си, зашто ти да ми
Што ќе ми мене од тебе признание да кажеш дека сум бил ја првак на Македонија во гимнастика? Па јас сум бил стварно првак на Македонија во гимнастика. Не ми треба признание од тебе ќе ти го донесам. Еве ти го признанието. Тоа Ја не ја разбирам ова овој на димакот е поврзан со гимнастиката. со гимнастиката, да. Пошто 100 муавети имам слушнато по градот. Зашто е како Види, за легенди, за легенди увек има 100 муавети, нема никогаш еден муавет. За со гимнастика Јове Јованов е кум на тој надимак. И во кампањата што ја правев, нели, дека бев кандидат за градоначелник, Јове Јованов учествуваше во мојата кампања, дојде и кажа тоа што имаше да каже. Ова ме интересира. Значи влезе во пред 4 години во кампања кандидат за градоначелник на град Скопје. Така? Многу препознатлив во својата кампања, многу интересен настап, освои 26.000 26.000, што не е мала бројка. Да, 2,5-3 пратеника во моментов. Да, за град Скопје тоа е голема бројка во секој случај. Што те натера, Петар, да влезеш во Па политика? тој именјакот нешто почна да дрндори, да ми се смее у лице, дека ја не знам у некој вестник Скопско ехо ли беше, појма немам. Викам ако продолжат овие вака да го носат Зашто Дино. Негов мислиш така? За Петра, да. Тој е геец исто, ама да Господ белјата, значи не е битно. Го донесе Дино Мерили и каже дека конечно Македонија станала, Скопје станало метропола. Значи, селјачизирањето на Македонија стана и метропола, наместо го донесат Стинг, па да го донесат Роберт Ерик Плант, кој Клептон. да е Клептон, да. Значи, Бренан Адамс. Да. Ако веќе збориме за странски. Мислам, нема ништо против Дино Мерлин, меѓутоа ако преме Види една работа, да ти кажам, клавиатуреве, јас сега бев во Словенија со навраќање ваквото, со клавиатуристот на Дино Мерлин, сум пријател, има студио, таму снима Здравко Чолич. Тоа се све мои лични пријатели за разлика од тоа што овие имаат лукративни причини со нив да прават разноразни сана бана шежбеш. И он ми каже, ајде не се занесувај таму, ти сега, што си пиши од таму ќе се кандидираш, шипак. Он ти вика, Петре. Му викам, брат, ќе ти избрешам и од политика, и од градоначелник, и од се. И на негов другар прв, на рогенден, му кажал, што се дружиш без овој фашистот? После се што имам јас направено во Македонија во сите овие години, јас сум бил фашист. Зошто? Зашто тоа време дојде Бранко Мали од Чекај, Петре Левица. Шилегов рекол дека ти си фашист. Фашист, да. Затоа што сум носел црна кошулја као оној Апасиев. Мисля, Апасиев, тоа се све деца. Јас сум, јас за себе можеби имам многу високо мислење, но секогаш можам да се спуштам на сечи ниво. Што не значи дека тие што сега растат немаат собствени квалитети. Добро, во два правци може да отиде работата, може да се изгледат како личност како тебе, а може и Сакам да ти кажам, ама сакам да ти кажам, значи не да не оспоруваме нешто што не. И дојде вика, јас тогаш имам веќе 800 потписи во еден ден собрано, што не се случило во Македонија со лични карти. И наредниот ден сигурно ќе соберев уште, тогаш мислам да ги 1000 потписа беа, јас ќе ги соберев. Говориме како сам без политичка партија. Без политичка партија. Бранко, татко му е од нашиот мотоклуб Жарко, тој е еден од основачите на Букефал. Несречно пред тргање за Кападокија почина и ние во клубот се грижиме за фамилиите на нашите луѓе. Он 7 години беше во кома, Жарко Ристов, а овој Бранко Ристов беше член на таа, не знам, президиум. Ја види, на партиве не може да ги имам управни одбори, како им се викаат више, пленуми, одбори, извршни комитет. Не можам да пофаќам све. Левица користи една методологија имиња кои што биле користени во Советскиот сојуз. Президиум. Не, ама не ми е тоа муабетот и кажа вака и викам, хајде бе, интересно звучи. Мене и така публика ми се од 35 нагоре, вие имате по 35, ќе се споиме, па шта буде, нека буде. И викни и овој дојде, се појавивме. И така направивме од тој заеднички настап бенефит виде Левица. Ја каков бенефит видов? Видов бенефит и овој го набркав. Така И да. више не е ни у партија, не е више ни градоначелник, не е више ништо. Ти тоа што го кажа во однос Значи, ако сакам- на Петре го направи и Ама направи фиони да добијат 4-5 им го дигна рейтингот во секој советници, така, и при тоа не очекував ништо за возврат. Така. Што е многу добар дел, нели? Успатно разбрав после известно време дека јас сум имал право како кандидат за град Скопје да имам пола сат настап на телевизија како реклама, не добив ни минута. Имав право да имам 10 билборда, не добив 2 билборда.
Ма тоа е работа на политичката партија што стои за тебе. Тоа треба тоа да го работи. Не, таа. сакам да ти објаснам, сакам да ти објаснам дека од после разбрав дека ми следувале такви ствари, ама ако тоа било во целта на рекламата, они ќе добили уште 2 советника во град Тоа Скопје. сакам да те прашам. Каква логика има да стоиш ти зад нешто што не Има ли може... позадина во тоа? Имаш Има ли таа любеле- позадина да те деградира тебе, да Нема те шанс. намалат Не, во не, целата не, приказна не, некој? не. Во ниеден момент се деси една мала чарка, да ја кажам. Кога ме викна Васко Ефтов дека да идам во емисија. Немој да идеш таму емисија рейтингот ово, она ја таму Васко Ефтов го направив. Джигер. Джигер не знаеше он кај е вратата, не ја кај е вратата. Пошто поставуваше глупи прашања, се гледаше дека земал бакшиш да ме напаѓа, ама мене ме нападна дека сум имал точак од 12.000 евра, што не е точно. И можеш да ми кажеш дека имам мотор од 30.000 евра, например, и онда би било поточно. Ја чув на еден подкаст дека имам базени, куќи. Убаво е кога слушаш такви работи за себе, од некој друг. Сакам да ти кажам и после каже една глупост во емисијата, сам се закопа, дека како ќе сум се поздравил со американската амбасадорка кога носам надимак камиказа, а камиказите ги бомбардирале во Перл Харбор американците. Ја го гледам вака Не да човекот. може винету да се викаш. Ја го гледам вака човекот и не ми се веруе. Викам прва историја малце си побрикал. Добро ти ја смисли да приказнава, лошо си ја скроил. Перл Харбор, Не ми се верува што го слушам искрено ти кажам. Перл Харбор е му викам на почеток на војната, а камиказите се појавуваат 44 година од март до април. Значи тоа е размак од 4 години. Да. И камиканзе или камиказе на јапонски е добар ветер или јужен ветер. Да. Тоа знам, да, тоа знам. Значи тоа во права смисла на зборот е човек со херојство за сопствениот народ. Јас си го оправдувам во македонскиот дел од пеколот или рајот. Која комбинација? Мојата име и презиме. Јапонски било овој. И сега он вика, да, Перл Харбор беше на почетокот, ама чекај сега да те прашам. Овој точак твој ли е? Викам, еден од точаците, да, што се тркам. Овој 12.000 евра, ви од Левица, од каде ви толку пари за Ви од 12.000? Левица? Да, бе. Но викам, бе, јас сум завештан на Република Македонија. Ја не припаѓам ни на левица, ни на десница, Ни на никој. ни на никој. Моите мошти се на Македонија. Моите идеи цел живот биле за Македонија. И да ти кажеме на работа, бе, Васко, и не ми дава, би улетој избор. Абе, остете да завршиме на реченица. Јас бев горе, му викам, кога се донесе референдумот. Ти у тоа време планираше, како ќе брееш Сана Бана шешбеш, за да дојдеш до некој динар. Мене и тогаш, и сега не ме интересираат пари. Мене ме интересира Македонија. Баква каква што е, ја сакам. И ќе загинам за неа ако треба. А каква е, еве, за Скопје да збориме прво. Кажи ми, какво е Скопје последниве години? Катастрофа. Што да ти Што кажам? лечи, што дали го изгубивме? Еве види, дали го ти изгубивме си попре не го користиш она што ја го користам. Да, по тоест- 30 кила. Да, тоа е Вардар, значи секој ден таму е секој ден подраматично. Порано ги копаа улиците Така. и ќе ги асфалтираа. Другиот ден доаѓа, пак ги копаа за да турат кабли. Пак да земат пари. Па после тоа пак ги асфалтираа, па наредниот ден пак ги копаа за да турат водовод. Господе Боже. Значи сега на Вардар се случува следното. Тури ја ископаа цел Вардар. Сега лето. Сега, оваа сезона, правија треба да има као наводно. Доаѓам сега од Лилехамер, се враќам да денеска возам точак и вчера да трчам. Гледам па ископам Вардар. Некој глупост, значи од кога навадија, од кога порасна нова трева, Го ископаа. па го ископаа. Дупки направија, камења извадија, ништо не ми е јасно. Ништо не ми е јасно. Добро е, хипотетички. Ништо правам не ми е горе. јасно. Пред 4 години кога влезе во таа изборна кампања, хипотетички Перо ми каза да победеше беше градоначелник на Скопје. Што ќе сменеш? Абе, све. Што можеше вака реално? Според тебе вака работи на Еве за Киев да му направам на Шилегов, пошто на тоа највише ме зезаше, ВЦ-а ќе ставев на Вардар да не мочаат и да не се рад секаде дека ќе стигнете. Браво. Тоа беше дел од програмата на Шилегов од 2017-та, јас единствено нешто што препишав од неговата програма беше тоа, бидејќи не го оствари, нарочито да правам за фрканција. Така. И уште нема тоалети, нема тоалети. Ма какви тоалети како ги кажи. Дале, мојата програма е дел од програмата да спомнеме.
Ова што сега почува да работи горе селото во Пантелеймон. Македонското село, да. Моето во програмата беше пишувано дека тоа треба да биде одделено на врвни сликари, на врвни музичари и на врвни поети. Браво, многу добро. И секоја сабота да има концерт, секој петок да има поетско читање, а секоја недела да има изложби. Браво. Одлична идеја. И од продадените дела и од собраните средства што ќе бидат од картите да се одржава струјата и објектот. Ете, еве, не поминаа 2 дена, се да топори еден, се на топори една друга. Значи, аман тебе, До кога вака? ама не е битно, еве, бар да оствареа. Отидов кај Купром фабриката. Например, во Словенија имаат еден таков дел, кој не е баш под контрола на државата, ама нарочито, а чим не е под контрола, уствари под најголема контрола. Секогаш е така. Да, и Купром да се направи место за рок-н-рол, ама збориме алтернативна сцена, и да се направи како место каде што ќе се собираат младите. Тоа е хром, лево, и ден денеска е руина, и со малку средства може да се направи навистина убаво рок-н-рол збиваш. Поминаа 2 дена, па тамо се натопорија. Како да Значи, ама не е страшно тоа што немаат идеи. него не Бар да ги реализираат идеите што јас сум ги Тоа се кажал. добри идеи. Тоа се Така. добри идеи, да. Ова се смеам сега пак за Шилегов, да се смееме. Ја кажувам дека ќе направам во Луна паркот, дека прво што ќе го направам, бидејќи очекувам внуки и внуци во наредниот период, еве сега си имам внука Нина, нешто најубаво на светот, дека треба да го возобновиме Луна паркот, без разлика што ни донеле одлука да не се возобновува. И се пазите, он има одлука на 2 месеца пред тоа дека нема да се возобновува Луна паркот и нема потреба, ама во кампањата од кога ја кажав дека тоа ќе се возобновува, сите се посликаат дека ќе се прави Луна паркот, ја кажав дека тука ќе направам ролер костер. Браво. И другиот ден излегува дотичниот, вика ние ова ќе го направиме најголем адреналински парк и ќе донесе ролер костер. Не знаеш да го изговори човекот, разбираш? Викам сега наредниот ден ќе те зезам уште поише, правам пресконференција и викам ќе направам најголем аквариум на риби во самиот објект, за да децата се запознаат со сладководните риби од он другиот ден излегува дека ќе донесел морски рибаи, кули, такви работи. Да биде подобро. Да биде подобро од мене. Човече, бил и панкер, не знаеш? Имаше во една емисија говореше Па и дека рокер, вика, диџеј пуштал музиката. не бе друже, него ставил кецења, си ишел кратко, во 8 оделение и станал панкер. О, Гацио до Куин. Како Пази ти, јас сум го живеел тоа. Да. Значи, кампањата негова се сведуваше на тоа да они кројат по тоа како ја тргам, бидејќи рейтингот на човек кој нема никаква поддршка, со 850 евра мојата кампања, наспрема нивните милиони. Ама нема ни опашки. Така? Како Петра да споредиме да речеме или Та, или актуелно да го опашките си се нивна работа, да се здрави, живи. Јас излегов, знаете што е многу тешко во таа работа? Да влезете чист и после 20 дена да излезете чист. Јас сум бил директор во Македонска радио телевизија 15 години. Да не излезе никој дека сум земал рушвет, дека сум побарал пари, Да, не се чуло нешто такво. дека на никого не должам. За пар твои колеги што преска ги спомна си имале тарифи во националната куќа за песна да му направи за наградичка да освои на фестивал, тоа е јавна тајна веќе, нели? Дали имало, ти кажав, излегов пред Те сите. немало ломовет, не ти правам лице, ама немало Значи, сериозно. излегов пред сите, ајде бујрум, никој зус. Толку. И проблем. Голем проблем. Да, оти нема што да кажат за Перо и тука е Да сега. беа попаметни граѓаните, тоа зборуваме за теоретска ситуација, ќе направивме голема коалиција. Јас знаете што кажав? Дека сите овие што се кандидирани, они присилно од кога видоа дека мојот рейтинг оди со 9,4%, а овие имаат 13 и 12,2%, дека некој без никаква помош, они наредија уште 9 кандидати за градоначалници, да мене ми ја смалат Да разводнат приказната. да ја разбуднат приказната и да кога ќе одиме на дебати да не можеме да го напаѓаме доволно, сам да го напаѓам Шилегов, пошто ја го митралирав.
Тоа, ама Значи го бомбардирав цело време. велеа дека на Скопје една од најлошите работи што му се има случајно од полошите покрај земјотресот е Петреш и Легов. Оу, не. Но викаат дека и наследникот на Петреш и Легов, градоначалничката актуелна на град Скопје, вика уште пополош од Петреш. Не се знае. Кажи ми, еве, ова е на пример, види, ова вака изгледа. Кажи ми, Не, ова вака изгледа. Црногорски вицеви. Да. Ова вака изгледа, вика, како е наш прошол на Олимпијаду? Каже, најболи. Како? Каже, кад е на 100 метара, кад их е све почеро напред, каже, он е био победник. Све их тера напред, црногорски, така? Се ги потерал напред, разбираш Пред него, што? да. Ние се такмичиме, кој ќе повеќе уназади Градов. и градот и државата и се. Не ми е јасно. Значи, Добро, кажи ми, Не ми е во јасно. Скопје живееш, така, Карпаш си уште? Не во центар. Во центар. Кај што сум роден. Как дишеш ли? Покрај контейнериве кога поминуваш. Јас последниве 6-7 месеци не да бидам тенденциозен, друже. меѓутоа ми е страв, мислам болест дека некој ќе закача. Абе, Не друже. доаѓаат со денови онака да соберат ѓубре. Абе, друже, Страшно какво е. ѓубре? Јас живеам кај владата. Така. Ние обично се зезаме со таксистиве, каде да ве возам, Рамиско гнездо. Или Шампитата. И сега, јас живеам пред владата, Да. значи тука доаѓаат еден куп знанственици, никој не се сети оној дел што е ограден, да направи барем, дигне една ограда, нацрта дека ќе има некаков објектов дека, тоа не кошта повеќе од 2-3 евра, така, да го загради кој што треба, да ги пополни дупките и калот кога ќе паднат водите во тоа кај што паркираат вработените од владата и тоа да заличи на централно место од каде што потекнува власта на Македонија. Пено, тоа не е собственост на владата, тоа е на градско пилица. Види, ама не, ама владата може да превземе нешто заедно со град Скопје, да тоа парче од не поише од 400-500 квадрата заличи на пристојно место ради дочекување на странските гости, не ради Перо што живее. Перо би бил градоначалник или Орце, ако бил, тоа би го направил. Актуелниот градоначалник не би го направил тоа. Баш беше комбинација некоја велиш со влада. Не, Понаше го гледам под последниот период, актуелната градоначалничка се бави исклучиво со тоа, со голи напади кон влада, вклучена е во политичка кампања на една политичка партија во моментов за нив одработува. Јас денеска фрапантен податок чув. Говорат за Дивоградови, нели цело време се бори Данела, Так. меѓутоа општина Черка, што најмногу годи, е шестата по број во Скопје, скопски општини, по број на Дивоградови. 5 има пред неа со повеќе Дивоградови. Во Скопје. јас со тебе, Многу тенденциозна приказна онака. јас едноставно, знаеш како, кога нешто не сакам да споменувам име, значи јас ти спомна име неколку Јас ќе пати. кажам имиња. Не, јас не го споменав нидаш името затоа што не е должна на мојата почит. Дури ни името да го споменам. Јас малце другачие, на друг начин ги перцепирам работите. Многу подлабоко. Чим некому не го спомнувам името, па јас сум бе граден од Петр Мандреевски, од Радован Павловски, од Димитар Масевски, од Васил Пујовски, Така. од Никола Коџобаши, од Јане Коџобашија. Значи, Јове Јованов, професорот на психомоторика. Значи, јас сум граден од великаните на Македонија. Не сум обичен човек Значи, како не сум јас човек кој може да се спушти на ниво да се расправа со како не се ајде да не кажам на чешма. Да, и не личи. Прво на Не ми личи на начинот на- на кој јас комуницирам со моите обожаватели. Мислиш ли дека ќе дојдат подобри времења за Скопје? Подобрите Цел времења- живот сме овде. Значи ја истото ти што го збориш секогаш секој мора да биде подобро, мора да биде подобро и треба да биде конечно подобро. Има ли потенцијал? Говоревме преска за талентирани дека се македонците, дека Јас може да направат. тврдам дека имаме потенцијал, ама немаме желба и сме склони кон криминал. Значи, да ви објаснеме на работа, никој не успеал парите што ги спечалил нечесно да ги земе на овој свет со себе во гроб. Нема да има поголем гроб од 2 метра, колку што ќе имам јас и си оној Ром од Шутка и било кој. Џорџ Сорос, например. Џорџ Сорос и било кој, значи сите ќе имаме 2 метра дупка, Така. а успатно забораваат дека во работите што ги прават кармата на наредните генерации ќе го плаќа сето она што го правеле врз сопствениот народ. Тука мислам и на колегите, тука мислам и на сите оние сатрапи што ја доведува Македонија во ваква незавидна положба.
Со генерации ќе плаќаат. Да. Кажи ми, Јас сум бил 4 пати горе и сум се враќал назад. Не сум го прешол патот, ливадите и тие работи, ама сум бил во астрална позиција 4 пати. така, сакаш да ми кажеш дека ние овде, како луѓе, како нација, како некој кој што живее на овие простори, можеме многу повеќе од ова што се случува во моментот, а меѓутоа треба повеќе да се сакаме себе, да се сакаме државата, да си ја сакаме Македонија и да си го сакаме својот народ. Ова што ми го кажа, знаеш, треба да се родиш, да го имаш тоа длабоко во себе, за да Човече, го имаме сите ние, само многу лесно кај некој треба да го разбудиш. многу лесно проѓаме во агрегатна состојба. Да, ја менуваме состојбата. Ја менуваме состојбата. Значи, јас сум непроменет во сите овие години во моите ставови. Ме коштало многу. Кога ќе речеме во домен на материјалното. Така, Баш ми е гајле. така. Што ми фали во 65 години? Ти се покаал за нешто што си го направил, не треба. Сум се покајал. Што најмногу, најголема? Најмногу кога земав кредит и кога морав 4 години да исплаќам кредитот. Големи пари и се направив 110 кила. Така. Ама за разлика од мене, мојата конкуренција земала пари од Пенов и од град Скопје во сите години од мандатот и ми станала конкуренција и не морала да се грижи уопште. Да, И си продолжила да си дели све што си делела. И јас во тоа, кога станав кандидат за градоначелник, во долгото интервју објаснував како е таа културна мафија во Македонија. како изгледа? Со имиња и со презимиња, со сви. Така. И тогаш Јадранка ми вика, леле, Перо, Бог знае дека треба 2-3 адвоката да земе. Вика, 17 имиња спомна. Ај, викам, нека се охрабри некој, нека дојде. Викам, за кого сакаш? Така. За секого имаме нешто. Не нешто. Книга. Книга. Затоа не ми е јасно. Велиш дека овие сатрапи културни имаат толку голема штета направено на Македонија? Катастроф. Ова што е поврзано со Олимпијада, со ова сега и истата шема е. Све е тоа иста шема. Тоа се исти луѓе и во културата, и во спорт. Само се шараат. Да. Тоа се печее се луѓе кои ротираат. Па и овие И актуални. не име гајле во која партија се. А луѓето што водат партии имаат сериозни проблеми со кои се соочени и немаат време да се бават со овие во културата. А културата е образот и лицето на државата. И најефтин начин да си изрекламираш државата, условно Во кажано. мојата програма, пошто ја требаше да бидам, уште една тајна. Во првиот мандат требаше да бидам како предложен министар за култура во првата влада на Македонија. А, така. Мојата програма беше составена од 10... Владата на Клюсев збориме? Не, владата на Бранко Црвенко. А, на Бранко. Првата политичка влада. Да. Клюсев беше првата ова беше политичка. како предлог, значи јас Партиска ствари. како предлог дали би прифатил, јас направив една програма во која рекол вака: танец 200 концерти низ светот. Тие музички групи 200 концерти низ светот. И цел буџет од Министерството за култура да биде потрошен во промоција на Македонија надвор од нашата држава. Ама да биде метрополитен, да биде опера хаус, да биде Ројал Талбер Хол, да бидат најголемите сали кај што се презентира културата на Македонија, бидејќи ние имавме што да направиме. Поучено тоа дека ние имавме танец кој беше 5 пати подобар од Lord of the Dance и од Анатолија Фајар. Јас кога видов дека нашиве без со 2 неонки од озгора работат, ние со тогаш тотално диаметрално спротивни политички ставови и мислења, Марко Коловски, директор беше, ја отидов и му реков: Марко, јас оваа година танец ќе го направам да биде Lord of the Dance. Без пари. Јас го направив танец да биде подобар и од Lord of the Dance Танец најголемиот репрезент на Македонија. Тоа дефинитивно. и да биде подобар од Анадолија Фајар и со светло, и со опрема, и со све. Затоа што во одреден момент и непријателот, во наводници, човек кој што немал разбирање во македонска радиотелевизија дека сум работел, сватил дека мојата намера е многу поголема И честна. и Председател. честна. Од 13-та плата на танец беше од картите што се продадоа на тој концерт, а по прв пат танец тогаш имаше 2 концерта последователно и се уште беше жив Ѓорѓе Маријановиќ, кој исклучително многу го почитувам. За професорот збориме. За професорот и многу се сакаме. Бидејќи бев до миксерот, ми вика: Петро, ова само ти можеш да го смислиш и да го направиш. Да.
Многу интересен Викам, тип со многу луцидна форма на професоре, хумор, му така. викам, Нели? не сум сам, има повеќе луѓе вклучено во тоа. А он вика вака, мора да има лидер, вика нова. Знам јас кој е. Така. И наредната година, кога сакавме да повториме уште поголем резултат, се случи варијанта да видиме што имаме да поделиме. Не од новата номенклатура. Викам, ние поделивме све што имавме со вработените. Еве ги документите. Да. Што имаме со вас да делиме? Да. Не, што да поделиме? Што да делиме, да се подели тоа е тоа така. Не, што да, значи картите Да. од продажбата, што да поделиме? Да. И тогаш прекина мојата соработка. За жал со Танец, иначе Танец ке стигнеше многу подалеку од ова што е. Сега, затоа што јас имав намера тоа да го пакувам и да го направам, ти зборувам. Па, добра форма си има време и за тоа. Како? Се уште су добра форма, имаш време за така. Сега сме зафатени, почнуваме со работа за снимање 12 епизоди документарен филм за меморија во домен како Буена Виста Social Club, што беше од. Тоа ќе биде добро. Тоа ќе биде Значи, ќе добро. произлезат 2,5 сати документарен филм и ќе има 12 епизоди по 45 минути. И едва чекам да го гледам. Во соработка со Македонска радиотелевизија. Можеме да ти раскажеме една случка, на пример. Ајде, оти не гази времето, а многу интересни муавети правиме цело време. Да, Повели. еве на пример Струга. Поименам така, рандом ми текна. Така. Имам другар кој е конзул на Турција, дури кој беше умладина од времето. И ми се јавува на 25 јули, значи неколку 7 дена пред 2 август. А ние веќе договорени за свирка со меморија во Кочани. И ми се јавува, колега, на 2 август диско земав, ќе свирите Струга. Пари не ме интересираат колку е. Му викам, нема шанси, у Кочани сум. И суја, море, Каур, кога друг пат Турчин ке те викне на 2 август пари да ти даде и да свириш. Ау, браво. Па да. И тоа во се Струга. јавувам. И тоа во Струга. И тоа во Струга. И Да. јас се како се вика, се замислив, се јавив овој што ми е менаџер Бацо Теодосиев. Иначе внук на Стево Теодосиев, тој ни беше менаџер во Источна Македонија. Викам, Бацаки, дали можеме да го пребациме ова? Па вика, има на пазаро, вика на 9 вика август, вика, може и тој да не е интересен, ама рекламираме, ај ќе повлечеме, вика, ќе ставиме на 9. Така. И те одивме да свириме во Струга, цела Струга вознемирена комплетно. Значи, почевме да свириме некаде во 11 типо, бики се полнеше диското, до последен момент, овој вика, уште влагаат, а викаме, не пуштете луѓе, нема место ова. Разбираш? Не тргајте, чека влагаат. Значи, да море се по полни. керамиди, море по одозгора врз домот се испокача, страшна работа. И сега свириме еднаш не на бис. Ти раскажеш што се дешаваше за концертот, беше навистина сите песни ги пееа со нас од почеток до крај. Така. И ние се свириме не на трет пат. Значи, огром пат звездите, не знам што уште една 3 ствари поред свириме. И доаѓа полицаец и ми вика, гаси море! Цела Струга ја оправте. Ја оправте. И јас свирам и викам, sorry sir, I understand you. И му се врти на дури. Да. Кој е потаму, ама тоа галама е. Море овој англиски збора, вика, знаеш море англиски, ој се сгаѓа, Да, вика, се само гади, турски све. збора, Да, вика. само турски збора, Само да. турски вика, јо, и се гази од смеење, ние пееме нена, оди на На македонски македонски пееме. си оди, да, добро. И после му рекол нови ќе му ја иставам струјата, вика, кај е струјата, му иставам, вика, началникот ќе ми истера од работа. Вика, ако ги истаи струјата, вика, овие се сигурни, вика, во Лој Дојче, ќе ни ја земет Струга. Леле. И ние завршуваме со песната, доаѓам на Шанк, правам муавет, сега море, на кој јазик море збораш? А што ми зборваше таму на англиски? Не бе, македонски ти зборев грешно, во глава си ме разбрал. Леле. Сега, во документарниот филм, жив е полицаецот, Така? жив е дури, жив сум јас, ќе раскажуваме приказната, поединечно и најмалку 50 души што биле на тој концерт. Се автентични луѓе. Тоа е од прилика Буена Виста Social Club на македонски начин. Еве најава за нешто интересно што ќе го гледаме. Петар, мене ми помина вака времето со тебе и те задолжувам повторно да дојдеш во Проверитас. Си направивме убави летни теми вака полабаво, она што не чуле некои луѓе за тебе успеа да чујат вечера во Проверитас. Не ми беше особено драго што си гостин во ова издание на оваа наша платформа која што се бори
за борба за вистината, ти си човек кој што цел живот се бориш за борба за вистината. Ти посакувам Не, успех. види, не се исплати, ама убаво живееш, мирно спиеш. Мирно Ја легнем спиеш. у 10. Ќе ти кажам уште една за крај на не е анегдота, вистина е, ама како јас ги поставам работите за да нели бидеме повели. понатаму на чисто. Кога мојот син Христијан се зема со Марија, сватовите дојдоа кај нас. Имам изворедни сватови. Значи, човек само да може да посака таква фамилија. Јулита, мајката на Марија и Иво, кој свири гитара, исто еден висок, еден убав човек. И јас на сваќите викам, дојдете малку порано, зашто ја у 10 си легнуем. И она си насмеа сладко, вика, ови глупости збори. И дојдоа ручевме убаво све, си свиревме со гитари. И јас 15 за 10 си станав, си се облеков пижами, си земав четкица за заби, си перам забите. Свате? И па свате. Сватот рече да дојдете у 3 за подолго да седите. Да. Сватот сега ќе оди Да тамо спие. кај што му е место да спие, а наредниот пат ќе си дојдеш порано. Да, и како што треба. дружбата ќе трае подолго. Така да работите треба да ги поставите така како што треба, за да ве сватат сериозно. Ние тоа беше повеќе метафора за да можеме на старт да се разбереме дека сите имаме сопствени желби, ама и сопствени начини на живење. И треба да си прилагодиме Едни едни со со други. Точно. Сега уживаме во нашата дружба. Ретко може да Значи, се чуе кај нас. Значи Таква уживаме. симбиоза дека има. Значи ама уживаме. Син ми донесе едно ново богатство. Сестра има 4 деца. Браво. Другата, они се 3 сестри. Машала. Тоа е една голема фамилија сега, една голема радост. Ете ви причина. Успешни македонци, големи фамилии, многу детни. Успешни деца како син ми и керка ми кои работат сопствени бизниси и надвори тука во Македонија, кои се независни од политичките партии. Ете. Значи постои Талентирани, една квалитетни луѓе, да. постои една сосема невидлива друга приказна која не се гледа. Таа е иднината на Македонија. Ти благодарам, Петар, в секој случај што ете многу убав муабет и убав крај да денешно издание на емисијата. На нашите гледачи им посакувам да излезат што повеќе заклучоци од ова што ние вечерва го разговаравме. Ти посакувам пред се многу здравје, тебе и на твоето семејство. Да ги поминам овие 2000 километра да стана милионер. Да станеш Со милион километри. со милион километри и повторно се гледаме за некоја убава работа овде во студиото на Проверите. Јас се надевам ќе имам многу повеќе работи, еве да кажеме исто дека Меморија во цел состав сите што свиреле во крајот на октомври или почетокот на ноември, таму кај што почнавме во МКЦ, ќе одржиме мал фамилиарен концерт. Во Меморија имаат поминато околу 30 на луѓе и сите 30 ќе свират. Тоа ни е некакво план, се надевам дека ќе успееме Одлично. да го склопиме и ќе имаме изложба од 7 дена во Младинскиот културен центар со артефакти. Немаме златна маска, али имаме многу плакати, многу гитари, многу Спомени... спомени. Тоа дека толку години се заедно, многу некои од плочи, работите се артефакти веќе, многу, нели? многу плочи и многу работи и тоа е нешто интересно што ќе се случи во наредниот период за Меморија на 14 септември. Немаме нешто многу договорено концерт, имаме некаков проблем здравствен со нашиот тапанар има, но ако не се случи побрзо опоравување, ќе мораме тоа што го имаме веќе подпишено да го оствариме, значи во Гевгерија на 14 септември сигурно. Тоа ни беше подпишено година дена однапред. И така, не брзаме никаде. Пошто јас ти викаш 65 кога ќе кажеш на времето, тој треба одамна да го земе. Не, на пола пат сега, поново, како си викаме на пола пат. Види, нели? како ќе каже дедо Бог, така ќе Така, биде. сепак ето, нели, најбитниот што кажува. Еден, да не го кажем, од Мавровскиот регион го носеше крстот. И ја кога го видов тоа малце, знаеш, бидејќи сум доста, да кажем, побожен, не баш верувам во Бога и фамилијата моја е и другата фамилија е од попска фамилија и нашите се од попска фамилија. Ми стана непријатно. Еден е Бог, еден е Христос и еден е Светиот Дух. Секој оној што ќе проба да биде повеќе од нив тројца, тешко него. Така, ти благодарам, Перу, уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата Проверитас. Не заборавајте да се subscribe, да ни помогнете во борбата за вистина и се надам дека уживавте во ова издание на Проверитас. Пријатно.
Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.